И здраво на сите, добрате во моето ново видео. Како што гледате денес по насловот, конечно дојде времето да го снимам, значи ова видео го планирам долго време, размислувам кога, како да го снимам, никако да најдам време. Денес било денот за да го снимам. Се надевам дека сте добри и дека се е во ред, затоа што гледаме што се случува на светот. Некои се уплашени, некои се стресираат, некои за ова, некои за она, но сите сме живи, здрави и тоа е навистина благослов. Денес зборувам за моето сведоштво. Случајно, ако не знаете што значи тоа, тоа е како јас поверував во Господ Исус Христос, односно како јас почнав да читам Библија, зошто почнав, што ме поттекна, како дојдов до таму. Така да ги имав ова видео и претходно снимано, но сакав повторно да го снимам, каде што убаво се ќе објаснам, затоа што тоа видео беше уште одамна порано кога снимав. Сакав сега да го снимам сега наново пак. Прво, јас знам дека имам 18 години и знам дека сум млада и сето тоа. Знам дека можеби на некој од вас ќе му биде чудно што јас на овие години не читам и Библија и се молам и верувам во Господ и сум навистина, и сум, да речеме, не за да се фалам, туку така другите ме доживуваат како повеќе посветена. Ќе ви се појасни зошто во самото видео. Сакам да кажам дека гледаме дека денес премногу од младите се соочуваат со депресија, посебно во пубертет и посебно ние тинејџерите, со депресија, со стрес, со паника, со отфрленост. Секој ден мислам дека секој човек во тие години се соочува со такви работи, па и тие што ме гледате што веќе сте постари, сте го поминале тој период. Верувам дека вие многу подобро знаете, и знаете зашто точно зборувам, затоа што веќе сте го поминале тоа. Не бев пример во некоја си некаква депресија, ама уште од мала, уште од 6 деление кога почнав да бидам исмејувана од многу од децата околу мене, значи во школото, затоа што сум се снимала на YouTube, на TikTok и навистина тој период ми беше многу тешко затоа што јас како личност и денес сум таква. Сакам тоа да се смени, секако со помош на Господ, нели тој да ми помогне да се смени тоа. Сум многу осетлива личност и знам дека и познавам многу другарки што се навистина многу осетливи и што навистина кога се нервираат, значи не се караат, туку веднаш плачат и тоа го покажуваат на тој начин. И јас тој период кога има булинг, кога нели ме навредува и смејува, јас ќе ви кажам искрено тоа не го споделував дома, затоа што бев многу затворена личност, некогаш кога ептен ќе било, не знам, не сум можела да издржам или кога ќе ме виделе дека сум плачела или нешто, тогаш ќе им кажев, ама и целосно не им кажував искрено. Јас се срамев да им споделам, не знам како ќе изреагираат, искрено ви кажувам, тогаш не споделував. Тоа ми се случуваше често и многу, значи од 6 до денес се случува, ама денес е многу поразлично. Од тогаш ме почна, од кога почнав 6 деление, тоа имав и некој период кога ослабев многу. Ете тоа морам да ви го кажам. Ќе го кажам прво оваа случка кој што ми се случи во мислам дека 2021 година. Тогаш во 2021 нешто сестра ми имаше порачано од интернет, некоја си слика беше. И јас тогаш јадев бананче, чоколадно обично бананче. Сестра ми само ми ја покажува сликата, нели сликите што се ставени, од има ќе ве покажам тука слика ќе ви ставам. Има слики од мене, има на најгоре што стои од мене. И кога се видов од толку што се израдував што е најгоре, пошто нели и сега сум дете, ама тогаш бев уште повеќе дете. И кога видов сликата, јас во тој момент од возбуда се шокирав, во шок, и само бананчето ми застана тука, верували или не, и некој, не знам дали минута беше, минута и пол, не знам, ама или 2 можеби, не знам, наистина се сеќавам, многу бавно беше за мене тогаш, не знам колку помина, ама некое време не можев ни да го голтнам, ниту да го повратам, буквално не можев ништо да направам, ми стоеше тука, пошто нели знаете бананче, остана. Мајка ми се обидува, ме чука да го плукнам, ама не можев. Јас тогаш толку многу се исплашив, тоа беше страшно, наистина многу страшно за мене, затоа што не можев да земам воздух и тоа ми остана како траума. После нели го плукнав, се помина и толку многу се уплашив и ми беше страх после да јадам што било, значи не бананче, кога ме текнеше, не сакав да го видам, не па да пробам да го јадам или да го јадам. Маметата ме носе по бајачи за да ми помогнат, нели? На некој период ми се подобри, окей. Може би ми помина стравот од бананчето, ама потоа почна се појавува депресија, стрес, страв од други работи и некои поразлични работи кои што претходно ги нема. И затоа, еве, ќе го искористам моментот да ви споделам за бајачите, да знаете
Еве ви библиски стихови, што вели Библијата за бајачите. И затоа сакам да ви споделам, можете сами да размислите и да се сетите како порано сте биле за нешто на бајач. Ви поминало може би тоа, но потоа нешто друго, па може би полошо се појавило, или пак повеќе работи се појавиле. Затоа сакам да ви споделам, еве, затоа што нели тоа е добро нешто да се каже на некој, ако нешто е лошо да знае. Ваша одлуката дали ќе продолжите да одите, но моја да ви кажам што вели Бог за тоа. Иако тие се представуваат како луѓе кои што комуницираат со Бога или соработуваат или се христијани или не знам што, тоа не е така и навистина се против Бога и Бог има и за бајачите и за гатачите, кажано и за магепсниците исто така кажано за дека се против него. И после тоа се случи уште два пати ми се случи така многу страшни работи во неколку месеци, 3 пати за малце, да не го кажам зборот, ми се случи 3 пати за малце да умрем. Секој ќе размислам и кога ќе видам надоци, викам од колку пати се обидел да ме спречи за она што Бог сакаше да го направи после тоа. Јас многу му благодарам на Бога и ден денес што навистина од тие работи ме спаси и што ме ослободи и што ми зачува и заштити од сите тие работи. После тоа со бананчето и со тие работи што ми се случи и некои други работи, блиска личност и таа за малце ќе починеше и се случи нешто многу страшно. Јас бев сведок на тоа. Јас тогаш во тој период, пред да се случи тоа, во 2022, крајот декември, мислам дека или почетокот на 2023 или скоро крајот на 2022, почнав да читам Свето писмо. Ова сведоштво морам и тоа да го споделам како најдов Библијата дома. Еден ден јас си ја средувам собата, додека ја средував, имаше едно како шкафче и тоа го отворив, не знам дали ќе ставав нешто внатре, не знам стварно. И само го отворам шкафчето и најнаш паѓа Библијата. Ова беше Библија со саткулата во Битола, пошто јас сум од Битола, и ја имам се уште, сега ќе ја покажам, чекајте. Еве, ова е мојата прва Библија, еве како изгледа. City Bible. Еве можете да видите дека сум ја читала. Еве, сум бележала и сум читала и сум правила се. Значи, сега кога ќе гледам некако многу носталгично ми доаѓа и како да сакам да ја читам повторно оваа наместо оние другите две што ги имам. Ова ми беше првата и кога ја најдов, значи тоа беше навистина многу и се најжив пак, значи и тогаш се најжив случајно ја најдов. Значи оваа прво почнав да ја читам во 2023, ама ништо не се менуваше, пошто не ја разбирав, ја читав како книга, како приказна, како некои што може би не читаат. Повеќето читаат така денес. Само така ја читав, ми беше интересно. И јас уште на самиот почеток добив како ми се случуваше да бидам навредувана по некои зборови, нели, дека ја читам Библијата, пошто денес многу луѓе ги викаат луѓето што читаат Свето писмо, кое што поврзано со Христос е Божиот збор што Бог кажал, што се случило, како се случило, го викаат секта. Јас не знам навистина од каде на некој тоа му дошло, ама имаме и библиски стихи за тоа, каде што мислам дека Павле беше буквално кажа како и него го нарекве тако. Да така да мене не ми е чудно денес да ме викаат така, навистина се навикнав, пошто навистина не ми се случува само мене, туку и на многу други, на некои од апостолите, на некои други христијани, на Христос му се случи, значи не е чудо што и мене ми се случува. Откако ја најдов, почнав да ја читам, почнав да ми излегуваат и на интернет исто така видеа, поврзани со христијанството. 2020 да ви кажав ми се случи нешто со блиска личност и таа за малце да почини. Значи тоа ми беше толку страшно и тогаш почнав да применувам, да се молам, односно според тоа што го читав, верував дека може да се случи, дека може ако се помолам Господ да помогне. И во тој момент кога тоа се случи првиот пат, пошто се случи мислам дека 2 пати, првиот пат кога се случи, јас и децата на таа личност, не сакам да споменувам, не знам дали тие сакаат да воопшто се споменува кој како, затоа така кажувам. Со едно од децата на личноста се помоливме заедно, мало детенце, 8 години имаше детенцето, и заедно се помоливме и многу плачеше, нормално плачеше, затоа што родителот беше тој што му се случи тоа и плачеше, се уплаши. Заедно се помоливме и се случи чудо навистина. Беше добра личноста и навистина се подобри. Фала му на Бога, значи ја спаси ја, не умре. После тоа почнав повторно, мислам повеќе да читам и знам дека во тој период гледав како луѓето, посебно тогаш на крајот на 2023 и почетокот на 2024, почнав да осеќам и да гледам и како ми се смачва од тоа дека луѓето наистина не се сакаат едни со други и се такви какви што се, дека се неќат, дека се зборуваат зад грб, дека се лицемерни, дека имаат две лица
дека се покажуваат добри, а всушност се лоши, односно волк во кожа на овца. Тогаш едноставно само се уморив и реков сакам да се посветам на читање Библија, да го запознам Господ. Истина, не дека јас бев подобра, не велам дека јас бев кузне каква, па се правам нешто повеќе од другите дека се прават или си мислев дека сум подобра. Ме беше мак како дете уште тогаш се соочувам со такви работи. Беше неубаво затоа што јас не го замислував така животот. Искрено јас како мала замислував се да биде добро, се да биде љубов, се да биде убаво, знаете, мир, спокој. Како секој дете кога ќе дојде време да порасне, се разочарува од светот и се разочарува сето зло во него и повеќе нема животот како што му беше порано. И потоа во 2024 на пола, можеби повеќе на крајот кон февруари, на вистина одлучив дека сакам искрено од срце, одлучив дека сакам да се посветам на читање на светот на Библија, да се посветам да го запознам Господ, да видам кој е, како е, што е, колку не сака. Тогаш почнав да ја читам малце посериозно и тогаш бидејќи се уште на почетокот и бидејќи сакав да се посветам, читав Библија секој ден. Не знам колку долго, не знам дека тогаш предолго читав, значи не да се фалам, не сакам да се фалам. Туку сакам да кажам дека на вистина Господ беше толку милостив и ми обезбеди и ми даде копнеш и жет за да го запознам и за да, пошто не ви се е дар од него, тоа не е од мене, туку тоа е милост на Господ, тој не сака сите да го запознаеме, на секој ни дава можност. Тогаш кога почнав да читам, сакав нова Библија да си купам, затоа што ова беше мала, сакав и стариот завет да го читам. Иако откако одидов другата не го читав, мислам почнав да го читам, ама малку тежок ми се види затоа што наистина тежок е и многу има. Ние живееме моментално во Новиот Завет. И затоа ми беше некако малку пологички да читам Нов Завет. И затоа ви продолжувам и вас, ако немате, само ако читате да почнете прво од Новиот Завет. И нормално да читате секој ден малце по малце, затоа што сепак ова не е книга со приказни, туку е Господ зборува секој ден, ќе учи, затоа што ние не сме роботи, не можеме се да не остане во главата, забораваме, ќе заборавиме нешто по некој месец, една година. И затоа е најубаво да читаме секој ден. Затоа што ќе запамтуваме, да, може би повторно истото ќе го читаме, ама пак нема да ти се досади истото да го читаш, затоа што ако искрено го читаш со разбирање, ќе ти биде дури чудно да не го читаш секој ден, затоа што ќе ти биде како утеха, ќе ти биде како поука, знаете. И тогаш кога сакав нова Библија, се помолив, најдов една страница каде што продаваат, мислам не продаваат, туку ги даваа бесплатно. А таа Библија што тогаш си ја купив новата и дека што плачев од радост, колку глупаво да звучи, ама јас се сакав многу да ја добием тогаш во тој период, бев премногу среќна, е оваа. И има и Стар и Нов Завет, може да се види дека сум ја читала, имам напишано за секоја книга. Имам 2 книги овде. И еве можам ако сакате да ви покажам нешто, што мене многу ми се допаѓа и пред некој ден го видов кога идов повторно да ја читам оваа. Мислам, пошто ова има различни преводи на Библија, затоа имам 3. Ова првата е бидејќи ја најдов и уште, ова што ја купив и уште една ќе ви кажам подоцна од каде ја зедов, таа е друг превод и ова е друг превод. И ми е поразбиле тој другиот, не ова што чувам, така што ќе да покажам подоцна. Еве гледайте што имам тука. Што имам? И во наистина беше интересно што заборавив затоа што заборавив дека сум го нацртала, дека сум го направила. Еве сега ви покажам да видите. Пошто обележувам библиски стихови, што не знам, некоја полука. Извинете, микрофонот бил настрана. Сакав да кажам дека така бележам затоа што така ми е полесно за запамтување и некои поважни работи сум ги обележувала. И се иден ден забележувам другите. И сакав што повеќе да знам. И се радував на многу работи што ги дознав, дека Господ не сака, не казнува, дека е Бог на љубов и дека е праведен и свет. Кога јас читав, откако ја добив оваа Библија, јас се помолив затоа што гледав на интернет како христијани го слават Бога и мене ми беше тоа наистина многу ме привлече, сакав и јас на тој начин да го запознам Господ и да имам пријатели, другарки, другари и луѓе што ги знам кои што со кои што ќе се дружам и ќе зборуваме за тоа и заедно ќе се дружиме и заедно се ќе правиме од тоа. И тогаш во март, мислам дека беше, во март, негде на средина на март, значи уште одма на почетокот, таа молитва ми беше услишена, кога Господ ми прати еден брат, нели, пошто ние сите во верата сме браќа и сестри во Христос, тоа е библиски. Еден брат или пријател ми пиша, ме виде дека сум посветена и едноставно така се запознав со него и потоа со целата црква и со пасторот кој што е во црква. А таа црква, можам, значи со радост да ви споделам, е Блага вест
кој што е во Скопје во Македонија е. Таму пастор е Константин Кешаров. Уште таа година мене не ми се веруваше, отидовме на богослужба и на исцелителна и се помолија и за мене и за сестра ми. И сето тоа е до верата, кој како верува. Јас си го примив исцелувањето со тоа што се плашев, имав страв и му реков да се помолија за мене за стравот и после тоа ми беше многу полесно и подобро. Еден денес ми е подобро, стравот беше за споделување на радосната вест, како што вели Господ дека треба да споделуваме со секој, а таа радосна вест дека Господ дојде на крстот за нас, умре и воскресна и дека сите не сака и дека Господ е љубов. Јас тогаш се плашев тој период поради булингот што го доживеав претходно. Потоа во 2020 на самата богослужба ја добив третата моја Библија и последна, тогаш немам добиена друга, тоа беше во 2024, значи 1,5 година. Ова година ќе правам 2 години од како имам и навистина ми е многу полесна и поразбирлива, зашто ова е МНТ превод. Ева како изгледа. Инаку има и таа тука вакви, ама не ставам многу такви, затоа што ставам повеќе стики ноутси, повеќе со маркери си ga правам, толку како што правев поранеш, ќе покажам. Стики ноут и со маркер. Стики ноут сум се нешто што сум го разбрала, што сум го добила, нешто што сум го добила како ново или нешто што треба да го применувам или нешто што ново што сум го научила. Тоа е моето сведоштво кое што за мене ве трае 33 минути, ама не знам за вас колку ќе трае, се надевам дека не ќе биде предолго. Тоа што сакам да го споделам е како мене Господ ми го промена животот во овие мои години, иако сум уште млада и се уште го запознавам животот и запознавам многу работи, немам толку искуство од животот. Сепак сум го поминала тоа што сум го поминала и Господ не ми помогна, ја затоа и денес верувам покрај се што се случува. Ја знам дека Господ е со мене и со секој еден од нас. И знам дека тоа да поверуваш во Господ нема бројка, туку ќе поверуваш кога ќе поверуваш. И кога ќе почувствуваш потребата за Господ, никогаш не е касно, никогаш не е рано. Но така да тоа беше тоа од ова сведоштво, се надевам дека ќе ви биде утеха, поттик и само тоа што сакам да го споделам со вас за крај е тоа дека Господ сите ве сака, дека Господ те сака и дека Господ е многу милостив, дека секогаш со тебе што и да се случува и дека Господ не казнува, што во секое видео го спомнувам дека Господ не е Бог кој казнува, да укорува кога нешто лошо правиш, ќе ти каже тоа не е добро, но тоа го прави за твое добро, ама тоа да казнува со болести, болки, со не знам какви болести, со не знам што е со искушенија, Господ не искушува со грев. Тоа пред скоро го читав и затоа ќе го напоменам и тоа. Значи Господ нема да те искушува со грев. Тоа беше тоа, се надам дека ви се допадна. Пишете во коментари ваше сведоштво, отпечаток, нешто што ви остана како нешто што ве поттикна, нешто што ви донесе радост, нешто што ве допри. Пишете во коментари и споделете. И ние се гледаме во наредното видео. Чао. You said I can trust in you.